На денот на Европа, 9 мај, денот на европскиот антифашизма, ќе се одржи конгресот за реинтеграција на досегашните 5 партии под знамето на ВЛЕН. Што тоа ќе значи со владеачкиот албански блок? Дали тандемот Меджити-Касами ќе успеат целосно да ги обединат сите структури кои беа до сега, односно до 9 ќе се прокламираат како 5 посебни политички субјекти во еден политички субјект. Добре дојдовте во емисијата, господин Касами. Добро најдов, фала за поканата. Од 9 мај ќе звучите во еден глас. Имате ли капацитет, како вреди сега говорам, да зборувате во еден глас и како ќе функционирате, имајќи во предвид дека најавувате ротирачко преседавање со партијата? Прво, ценам дека тоа што се случи со вреди, тоа е нешто ново што овие 30 години се нема случено не само кај албанскиот блок на политички партии во Македонија, туку воопшто. За прв пат се соединија 5 субјекти од различни, да кажам, политички превиниенци и се соединија во една коалиција и сега веќе од 9 мај веќе и во една политичка партија. Тоа беше израз на волјата на особено албанските гласачи кои разочарани од постојаните превирања и разделби меѓу албанските политички партии во Македонија, бара да дојде време кога тие ќе се соединат и затоа ценам дека вреди е израз на таа волја на албанците да бидат соединети во еден политички субјект. Дали има капацитет? Ние покажавме дека во овој период и во опозиција и во позиција дека безпрекорно функционираме, без разлика што формално правно функционира 5 различни политички субјекти, но одлуките и во опозиција и во се додека сме дел од владата се носат консензуално и не сме имале некој проблем или некоја прешка во функционирањето и на коалицијата досегашна, но и во имплементација на нашите политики како дел од централната власт и локалната власт. Господин Касами, има ли логика од можни предвремени парламентарни избори во ситуација кога имате стабилно парламентарно мнозинство и, како што вели премиерот Мицковски, коректни коалициски односи? Ова прашање се го наметнувам и ви го поставам откако прво премиерот најави можни предвремени парламентарни избори, па потоа да ја дообјасни изјавата со тоа дека оваа година нема да има предвремени парламентарни избори, што не значи дека почетокот нината не може да се случат. Не значи дека нема да се случат ни оваа година. Ние не знаеме што ќе се случи утре ако одиме по таа насока, но ценам дека тоа што сум го кажал и ќе го повторам, ценам дека со тоа што владата е стабилна, со тоа што и политиките кои ги имплементира, особено во ова кризна ситуација, покажуваат резултати, со тоа што и парламентарното мнозинство е стабилно, особено имајќи предвид дека сме во многу сериозен процес на имплементација на европската агенда, ценам дека граѓаните се изморени со предвремени избори, дали парламентарни или други избори, и ценам дека конечно треба Македонија да се врати во стабилни води на редовни избори, каде што ќе има некоја известност на тоа што ќе се понуди пред изборите и да се реализира во текот на 4-годишниот мандат. Така да мислам дека имајќи предвид особено сега во албанскиот блок дека ние на последните избори
имаме одличен резултат и покажавме дека албанците ни веруваат во тоа што го правиме и во владата, сега и на локално ниво. Ако одиме по линија на политичкиот интерес, односно на партискиот интерес, ние би биле спремни утре да има избори, но имајќи предвид дека државата е на ова сериозна фаза на имплементација на реформската агенда, имајќи предвид дека граѓаните барат резултати, ценам дека изборите треба да бидат редовни 2028 година. Може ли да, како владина коалиција ве прашувам, да наброите 3 големи, крупни проекти кои во изминативе 2,5 години колку што сте на власт се реализирани? Значи има неколку такви да кажам проекти и реформи во делот на тоа што значи подобрување на животот на граѓаните. Јас ќе кажам еден кој има реални ефекти во економските показатели, а тоа е инвестицијата во инфраструктурата. Значи, во инфраструктурата, особено инвестицијата на владата преку коридорите 10 и 8 и со инвестицијата исто така во инфраструктурата преку локалната власт, тоа покажува дека иако сме во сериозна кризна ситуација поради тоа што се случува во Украина и во Блискиот Исток, македонската економија нема не го чувства кризата, особено и со мерките кои се превземаат во делот на заштита на граѓаните, односно обезбедување на цените од некој поголем ценовен шок. Господин Казами, зошто стана пракса, речи си, вреди пред секоја голема одлука да има средби со Албин Курти, а зошто не и со Еди Рама? Албин Курти денове беше во Скопје со вас и со Изетмеджити средба. Добро, сега тоа беше настан културен, имаше представа каде што беше вклучен режисерот Косово и со албанскиот театар во Скопје и бевме заедно на тој настан, но ако гледаме политички, ние сме кажали, стоиме на ставот дека сакаме да имаме коректни односи и со Тирана и со Приштина. Односно сега како владина коалиција сакаме да имаме добрососедски односи со сите држави околу нас, особено имајќи предвид дека како албанци, како представници на албанскиот народ во Македонија, сакаме да имаме коректен однос, особено со Тирана и со Приштина. Но, какви ќе бидат реалните односи, односно комуникациите со овие две центри, не зависи само од нас. Во оваа ситуација тоа рефлектира и не само со и неформална комуникација која се случи брзо, туку и со реалните постапки и проекти кои ги реализираме. Тоа значи дека со Приштина веќе, односно со Косово веќе го имплементираме едношалтерскиот систем кој не успеваме да истото го направиме и со Албанија, односно со Тирана, затоа што гледаме дека има некој, како да кажам, задршка, односно некоја дистанца од Тирана, од Албанија. Балансерот е укина, донесен е законот за правична застапеност. Сметате ли дека ова е најдоброто законско решение во однос на правата на помалите етнички заедници? Не сметам дека е најдобро, затоа што нема перфектен закон, но сметам дека е неспоредно подобро од тоа што беше како решение до сега во делот на балансерот како механизам, а не како законско решение. Можно ли е по укинувањето на балансирот да се проблематизира со текот на времето и бадентерот? Не. Не може, затоа што бадентерот е уставна категорија. Бадентерот
особено имајќи предвид дека Бадентерот не се однесува на помалите етнички заедници само на централно ниво, се однесува и на локално ниво, така што ако тоа е интерес на албанците, на турците, на ромите, на другите заедници во владата, односно на централно ниво, тоа е интерес и на македонците, ќе кажам во Тетово, или во другите општини каде македонците се помалку застапени. Така да, ценам дека Бадентерот е вредност на држава како Македонија, нели, како мултиетничка држава и воопшто не треба ни да се размислува да се стави во знак прашалник, а балансерот, уште еднаш ќе повторам дека сега ние наоѓаме законско решение. Значи, тоа е уставна категорија, а сега и со закон го решаваме. Дали е најдобро решение, не е најдобро решение, но е решение која сигурно во иднина, како и другите закони, може да претрпи измени во правец на подобрување на истото. Во дел од јавноста, особено кај албанците, најдена критики дека лесно се откажавте од балансерот, дека недоволно енергично реагиравте во делот на правото околу и полагањето на правосудниот испит. Значи, прво ќе повторам, значи, според системот, нели, уставниот систем и државниот систем во кој, нели, функционираме, има устав, има закони, има подзаконски акти. Знаеме дека правишната застапеност беше уставна категорија, но не беше регулирано со посебен закон кој исто требаше да произлезе од тоа уставно начало. Ако, значи, имаше една алка фалеше во овој систем. Сега ние го регулираме, значи, тој уставен поредок, да кажам, од устав со закон, па после ако има потреба да се уредува подетално и со подзаконски акти. Така да, не ценам дека ние сме се откажали од балансерот, напротив, ние го регулираме тоа што 30 години, односно 20 години дуи не го регулираше. Значи, од 2004 кога требаше да се носи балансерот, дуи цело време ветуваше и конечно на крај донесе еден балансер кој тие знаеја дека е противуставен. Пред Уставен суд е иницијативата околу уставноста на законот за употреба на јазиците. Мислам дека вие како владина гарнитура особено вреди реагираше околу отворањето на ова прашање. Видете, значи, и тоа е систем уставен кој на граѓаните им дава право за секое законско решение да покренат иницијатива, дали тоа во рамките на законскиот, на уставниот поредок. Но ценам дека како принцип дека за гарантираните права, добиените права на сите заедници во Македонија во ниту еден момент не треба да се стават во знак прашалник. Сигурно дека Уставниот суд, нели, по устав е институција која ги оценува сите законски, подзаконски акти, дали се во рамките на законот, но сигурно дека Уставниот суд, тоа сме го кажали и порано и го повторувам, мора да во нивните решенија, нивните одлуки, мора да има предвид во која ситуација се донесени тие закони, особено кои ги регулираат правата на етничките заедници во Македонија и да во ниту еден момент да не влегува во политички дебати. Сигурно дека тоа не значи дека ако некое законско решение против уставот треба да, нели, да не го кажува тоа затоа што тој им го наложува уставот, но кога ги донесуваат решенијата мора да го имаат предвид дека Македонија е мултиетничка држава и во Македонија различните етнички заедници се вредност, а не, нели, проблем. Се најава владина реконструкција, вашиот министер ви откажа Љубов Лимани, Фатмир, односно Фетај, си заминува од владата. Како вие гледате на дали ова е во насока уствари на обид на ослабување на владината коалиција, но и на вреди како политички субјект?
Видете, политиката е нели спорт од тешка категорија, особено централната власт, особено во ситуација во која се наоѓа Македонија и не можам да гарантирам дека секој може нели да издржи во вакви маратонски патеки и да кажам и нели спортски кажам и ваков вид на спорт. Сметате дека Фетај и Лимани не го положија тестот? Самото нивно откажување од продолжување да им служат на граѓаните покажува дека не успевале да бидат на ниво на задачите на кои им се доделени. Но дали може тоа и обратно да се толкува, дека не се согласуваат со политиките на Вреди и владината коалиција? Па во ниту еден момент, ниту едниот, ниту другиот немат кажано дека излегуваат од владата поради тоа што значи едниот и другиот не собра храброст и сила да излезат да кажуваат дека да Вреди не е нели важен фактор во владата и ние си одиме. Значи понатаму тие иако не покажува резултати во нивните нели обврски кои ги презеда и понатаму сака да ги користат нели бенефициите од позициите кои ги имат, подобро ќе беше за нив и генерално за нели процесот, демократските процеси во државата, ако кажа до тука, од тука натаму не можеме, отколку вака како што се чекајќи нели да се случи реконструкција на владата па да си одат по тој процес. Какви се шансите за влез на едното крило на Алијанса на албанците, предводено од Зијадин Села, да бидат делот или да партиципираат во владината коалиција? Па владината коалиција во моментот е стабилна. Имаме стабилно мнозинство, немаме некој проблем во функционирањето, нито во собранието. Има ли простор за влез на Села во владата? Имаме ние комуникација со неколку пратеници, неколку политички субјекти, но досега немаме разгледано опцијата за нов партнер во владата, особено кај албанците. Може ли Вреди да отстапи едно министерско место за крилото на Алијанса на албанците? Не сме разговарале и не ценам дека има таква потреба. Следите тренинг гостин во емисијата бил Касами, еден од лидерите на партијата Вреди. Господине Касами, евроинтегративниот пат е закочен. Оценката е дека стагнираме во тој дел. Некој вела дека загрозен и Охридскиот рамковен договор. Што вие мислите? Се сеќам дека кога влагавте во владата, еден од приоритетите ви беше брза интеграција на земјата и спроведување на уставните промени. Денови го слушам и амбасадорот на ЕУ кој вели дека сега е момент конечно да се спроведат уставните измени. Тој процес е покомплексен. Јас се кажам дека има најмалку 3 компоненти кои се важни во целиот процес. Иако знам дека моите политички опоненти ќе кажат дека тоа зависи од нас. Прво, тоа значи интеграција во една голема унија и треба да има подготвеност од таа унија за нови членки. И тоа е покажано во многу други ситуации каде, иако државите не до крај ги исполнија условите, беа прифатени како нови членки на тоа друштво. Друго, исто, според последниот договор со Бугарија, веќе условно кажано, билатералниот проблем сега стана проблем, не проблем, туку процес на, како услов во процесот на евроинтеграција, тоа знаеме дека се уставните измени. И исто и тука ќе кажете дека тоа веќе не е билатерален проблем со Бугарија, туку е веќе дел од интегративниот процес. Но пак исто ќе ценам дека
имајќи предвид дека тие уставни измени се базираат на проблемот што Македонија го има со Бугарија, мора да имаме некој договор, односно да имаме некој разбирање, да кажам, во Софија дека да не сакат како нова членка на тоа друштво. Така да, јас ценам дека ова влада го прави доволниот напор, односно задоволувачкиот напор во делот на процесот, затоа што веќе сериозно сме навлезени во реформската агенда, каде што можеби сме едни од најдобрите во останатиот дел на држави во Балканот кои треба да се интегрират во Европската Унија, но единствен проблем е, што сите го знаеме, проблемот со Бугарија, односно со внес на бугарите во Уставот. Господине Касаме, дали не ве загрижува ставот на премиерот Мицковски кој вели дека јас сум председател на владата, уставни измени нема да има? Не можам да кажам дека ме грижи за тоа што тоа го гледам пак во призмата на тоа што го објаснив досега. Значи, во ниту еден момент премиерот Мицковски, односно неговата партија, нема партија во Македонија освен една левица која и таа е за европска интеграција, значи нема сериозна политичка партија во Македонија која е против интеграција на државата во Европска Унија. За време на мандатот на претходната гарнитура, предводена од ДУИ и СДСМ, Ахмети активно учествуваше во делот на евроинтегративниот процес на Македонија и во делот на зачленувањето кон НАТО и околу ЕУ реформите. Во овој дел како вие лобирате и помагате за да се одблокира процесот? Па ние конкретно, значи сме и формално правно дел од тој процес, односно да не кажам и носители на тој процес, со тоа што министер на ВЛЕН е министер за евроинтеграција и претходниот министер и сегашниот министер за евроинтеграција е важен чинител во овој процес, особено во туркање напред на реформската агенда. Исто така ние, да кажам, ги користиме нашите врски и линкови и во Брисел и во регионот за да го олесниме целиот овој процес за Македонија побрзо да биде дел од Европската Унија. Постои ли стравувате ли од можност од политичка дестабилизација внатре во земјата ако наскоро или не се деблокира македонскиот евроинтегративен пат во ситуација кога сите земји од опкружувањето, Албанија па и Црна Гора, веќе имаат конкретни датуми за членство? Јас би бил среќен ако тој процес заврши со конечна одлука и со конечно зачленување и на Црна Гора и на Албанија во Европската Унија, но исто така ценам дека напротив дека нели можност за криза туку ќе биде дополнителен мотив за нас тука во Скопје дека Европа има кондиција за да го продолжи процесот, за да и ние полесно ги носиме одлуките кои можеби во некој момент се тешки, но важни за нашите граѓани. За превремени парламентарни избори веднаш се огласија и Таравари и Ахмети. Сега и веднаш прифаќаат. Видете, мртов конј нема што да изгуби. Сигурно дека тие спијат на увод дека кога би имало избори можеби ќе имат некоја подобра позиција, но мислам дека имајќи предвид особено резултатите од локалните избори, нивниот пораз ќе биде уште посилен кога и да се изборите, дали предвремени или редовни. Но уште еднаш ќе кажам, гледајќи од перспектива на ВЛЕН, и ние би кажале дека утре би требало да има избори, но имајќи предвид дека нас како ВЛЕН и како влада граѓаните ни дадоа обврски да ги решаваме нивните секојдневни проблеми, имајќи предвид дека ова влада е на добар пат да ги решава тие проблеми, ние цениме дека на Македонија и на граѓаните на Македонија не им требаат предвремени избори, туку тоа треба да бидат редовни.
Благодарам за интервјуто и за гостувањето. Hvala vi mnogo za možnost.